Епа, колеги, честит празник. Нека ни е векови денот на македонската азбука и јазик. Нека ни е вековита кирилицата. Абе, нека ни се вековити, ама имаме ние реален проблем. Проблем ли? Шо проблем? Па, имаме. На катедрава годишно се запишуваат едвам 10 студенти. Имаме повеќе професори него студенти. И ако продолжи ова вака, за пар години у Македонија ќе нема наставници по македонски. Абе, јас имам внука од сестра. И викам, тетечка, запиши се кај мене на факултет. Ке си бидеш наставничка. 4 збона упаѓе. Летен распуст, зимски распуст, шо сакаш пубо? И она знаеш што ми вика? Дека си неарна. Тачно, тоа ми го кажа. Добро, и што можеме ние да преземеме? А што може да преземеме? Можеме да одиме од средна школа до средна школа и да ги молиме матурантите да се запишат кај нас, што можеме. Оф, леле, кој ќе не слуша, бе, колежи? Никој. Ја имам попрактичен предлог. Кажи бе дека не. Шо? Па нели денешниве млади се зинати по пари, така? Да. Епа ние предлагам да им понудиме по 5000 евра за да се запишат на катедрава по македонски јазик и книжевност. Услов е на време да ги завршат студиите, доколку не ги завршат ги враќаат 5000 евра. Тоа ќе му дојде нешто како стипендија, така? Абе, кој ќе чујат за пари има да има навалица ко муви на мед. Абе, шо, комуви на мет? Министерство ќе те одби и ќе рече немаме пари и тачка. Да, многу пари се. Абе, кој ќе разберат дека Македонија ќе остане без наставници по македонски, ќе одобрат пари и оро ќе играат. Шо 5000 евра, така? Да. 50 студенти по 5000 евра, тоа се 250.000 евра годишно. Кој не е Така, проблем. не е многу Не е пари. многу. И се спасува Македонија, и јазикот, и книжевноста, и образованието. Па супер ти идејата, тогаш јави и се на министерката. Ало, Стискај палци. министерке, имаме гениална идеја.